Пред 10 дена во Кичево се одржа традиционалната манифестација Курирче. Градот во свечено руво, огреан од топлите мајски сончеви зраци, топло ги пречека сите учесници и гости дојдени тука од сите братски републики и покрајни да присуствуваат на 10-та јубилејна средба, чија основна цел е негувањето на револуционерните традиции од народно-ослободителната борба меѓу најмладите. Ни стиховите на бројните поети и младите литерати, низ песната и играта, цртежот, уште еднаш мощно силно прозвучи големата љубов кон татковината и слободата, неизмерната почит кон оние кои во деновите на револуцијата, водени од Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито, низ борба, оган и крв, со многу одречување и жртви, но со уште поголема непоколебливост, ја извојуваа слободата. Во паркот на револуцијата, пред спомен костурницата во Кичево, средбите ги отвори другарот Димче Беловски, член на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и председател на одборот за прослава на јубилејната манифестација Курирче. Тука за прв пат годинава се чу и свечената песна Курирче, посветена на бројните, мали, имени и безимени херои во народно-ослободителната борба. Најмладите учесници на средбите, родени во слободна земја, со многу љубов положија 518 карамфили на спомен костурницата. Беше прочитано и курирското писмо. И оваа година, кога во целата наша слободолюбива татковина се обележува 40 годишнината на востанието и социјалистичката револуција, и ние се собравме во првоослободениот град на Македонија, Кичево, на 10-тите јубилејни средби Курирче. И нашево тридневно другарување е дел од големото празнување на татковината и доказ за нераскинливата приврзаност кон револуционерните текови. Една година без Тито, но со Тито во срцата. Една година без неповторливиот водач и учител, но решени вечно да чекориме по патот што тој ни го трасира, да чекориме кон нови победи и успеси на нашиот растеж, зашто само на тој начин ќе му се одолжиме за сето она што остори за нас и за светот нашиот Тито, нашата гордост, големиот син на сето слободолюбиво и прогресивно човештво. Неодамна на сите наши непријатели им докажавме колку сме единствени, силни и непоколебливи кога треба да се бранат братството и единството, нашата слобода и независност, тие големи придобивки на револуцијата, платени со 1.700.000 животи. И овде,
Пред коските на 570 борци од спомен Костурницава, ние, децата и младината на Југославија, милионската војска вооружена со книги и моливи, даваме завет дека ќе ја браниме слободата, нашето право на игра и радости, нашата татковина. Сега татковината ја браниме со знаење и учење, а утре, ако затреба, ќе ја браниме и со оружје. Драги деца, денешниот прилог посветен на 40 годишнината од револуцијата го снимаме во селото Кленоец. Овде сме заедно со некогашниот борец, другарот Дејановски Мирко, партизанско име Марче. Колку години имавте кога станавте партизан? Јас имам 15 години до 16 ми беше, кога отидов ја доброволно, најмал бев партизанец во Кическо-Мавровски партизански одред, 43 година, пролет. Можете ли да ми кажете една случка кога сте биле партизан? Па една случка може да ми кажа, бидејќи одредот беше во Караорман и требаше задатак да се изврши, а мене теренот ми беше поднад на овој крај, ме викне командантот на одредот и ми вика: Марче, ќе одиш у Славе и рече на бачилото, ќе најдеш другарот Абас. Ќе му даеш ова писменцето и тој ќе ти даде директива. Кога ја таму, ја не го познав кој беше тој Абас и се распитав кој, бидејќи ја бев облечен во исто овчарски, али што така се представува као курир. Секаде прво извидував јас, па после и прашува од тие. Викам, дали тука се наоѓа другарот Абас? Тука е. Излезе вак и се поздрави со мене. Ја реков, ова писмо ми го дадо, рече, реков да ви го давам вас. После рече, тој ми каже, че ова писмо чим ќе го дал, ќе одиш, че една цедулица ми даде во Лопушник и тамо рече во базата ќе најдеш некои другари, бидејќи ја знае базата кај беше во Лопушник и тие ќе ти дадат задатак што треба да правиш. Времето беше така, како после ќе пладне, кинисав јас преку планиње и ме стремни под јама долу Мурчино лива да се викат. Ноќ. Јас 15 години само една бомба носи, друго ништо. Оти задатак како те фати непријател бомбата од какаче и да погнеш, се не предаеш да излезеш. И јас гледам кај да одам, ноќе не се гледат. Местото, темница, да седам на земја долу, да не ми изе дивина. И што направив? Се качив едно дрво, најав така беше чатрлио и на него цела ноќ седев, дури се раздене во рано сонце да греа. Останав, одам тамо, гледам, во базата нема ништо. А истата база од Караорман пред тоа беше се повлекла со се главниот штаб, оперативна зона, сета за Караорман. Кога се вратив преку планине, кога дојдов, ја му се јавив на командантот, другиот командант јавив писмо, ама ја не најав никој. И тој ми рече, задатакот извршен, другарите дојдо. И ја пак се приклучи во одредот и после наставникот потаму. Па сега, понатака имаше и други работи, задаци, само јас, така кога отидов во партизани, бев најмал. А другар Марче, да ве прашам, дали може би чувствувавте страв, имавте 15 години? Видите, стравото во прво кога одредот почна во акција, јас учесник и првиот напад на Сливо, на возот овде и во овие другите борби и во Лопушник кај сме се водиле, онда стравото, чим се бори за слобода, страх нема, ти мораш да се бориш за слобода, па сега ќе имаш и жртви, ја тоа го отпорвав, секаде бидејќи татко ми викаше, зашто мала си, не реков, ќе се бора за Македонија, а има уште 20 браќа, ако погинам, ќе те гледат. Така беше идејата, имам учествуван и су фаќан, имам многу вака работи, каде од непријателот и су куртула, демек моментално другар ми го фатил, јас су побегнал. И су имали такви случаи, али ете среќата дошивела да вака на деца ви кажуваме за ова слобода. Да ги негуваат тие сега негуваат овие традиции. Децата и малите сите да ова слобода ја чуваат и ја бранат братски сите, заеднички со сите деца нации. Оти ние деца сме биле многу мачни, вака и по 4-5 дена лепни смеале во овој крај, во Копачки. Тоа сега, ако треба нешто,
Имам и други работи, само да рече децата треба да се воспитат во духот на револуцијата и на братството и единството. Сигурно. Јас од името на овие деца, родени и растени во слобода, ви благодарам многу за учеството во нашава емисија. Фала, нека се здрави, жив, зато имам и внучи. Зато, па стално ми вика тој многу добре, дедо, каде е таа партизанска пушка да ја викат, да ја видам. Да ја видам. Да. Импресивна беше вечерта околу партизанскиот огон. Граѓаните на Кичево, младината, пионерите, вредните извидници, гостите и учесниците, преживеаните борци, ни стиховите и песните прочитани и испеани тука, додека високо во небото искреше огнот, уште еднаш се потсетија на деновите од нашата револуција. Уште еднаш силно од сите грла одекна: другар Тито, ние ти се колнеме. На плоштадот во Кичево, на импровизираната бина, се сменуваа учесници од сите краишта на нашава република. Фолклорни и пеачки групи во живописни народни носии пееја за слободата, за татковината. Присутните топло го поздравија секој настап. Немаше човек во Кичево, од најмлад до најстар, кој тие 3 дена не беше надвор заедно со гостите. И многу познанства се родија тука, многу нови пријателства. Средбите Курирче беа вистинска манифестација на братството и единството. По повод 10-годишниот јубилеј на средбите Курирче во Кичево, за прв пат годинава беше изведена свечената песна Курирче, која на конкурсот распишан за текст ја освои првата и единствена награда. Па, драги деца, додека ја слушаме ова убава, мощна убава композиција во изведба на хорот при Основното училиште Лазо Трповски во Скопје, би сакала да ви ги представам авторите на оваа убава песна, другарот Перо Миленковски и другарот Александар Джамбазов, и да поразговараме малку. Не би ве прашала за инспирацијата. Инспирацијата е очигледна. Меѓутоа, ме интересира каква порака ќе носи оваа песна на секаде кај што ќе се пее, кај што ќе се слуша. Во песната се обидов да обединам 3 составни елементи на нашата револуција. Учеството во неа на најмладите борци, грижата за нив, Титовата грижа и пораката што тие им ја испраќаат на денешните млади генерации да ја сакаат татковината и да го чуваат братството и единството како нешто најмило, како најголема придобивка од револуцијата. Благодарам. Што ќе не кажете вие? Пред се да кажам дека за прв пат учествувам на средбите Курирче во Кичево. Инаку моите први впечатците дека се работи за една навистина убава, интересна манифестација, на која покрај богатата културно-уметничка програма се одржуваат разни разговори, разни средби, разни симпозиуми, како меѓу најмалите кои творат за своите врсници, така и меѓу возрастните творци и општествено-политичките работници во наша република, кои перманентно се грижат и вложуваат напори и дават свој придонес околу тоа да денешнината и утрешнината на нашите најмлади биде поубава, посреќена и порадосна. И секако тоа е желба на сите нас. Меѓу големиот број поетски творби на литературниот конкурс за ученици, како најдобра беше прогласена творбата Тито на Радослав Нановиќ, ученик од 6А одделение при училиштето Кочо Рацин од Скопје. Ќе ни кажеш ли сега што оваа награда ќе те потикне за понатаму? Оваа награда мене многу ми значи. Мислам дека ќе ме потикне и понатаму да пишувам. А кој писател највише ти се допаѓа? Па читам од разни писатели, Ванчо Николевски, така. А што правиш во слободното време? Слободно време читам, пишувам нешто со другарите, така се дружам. Сакаш ли да си играш со другарчињата? Секако. Се запознали овдека со многу? Да, најдов многу другари, се запознав. На малиот плоштад пред Домот на културата во Кичево се прошетавме и меѓу штафелаите на младите ликовни творци од Македонија.
Секој од нив сакаше што поубаво да го направи своето дело, онака како што тој ја почувствувал револуцијата, од часовите по историја, од средбите со преживеаните борци. Тука се и љубопитните посетители на оваа изложба Под ведро небо. А тука е и љубопитната камера за да го забележи најуспешниот млад ликовен уметник. Драги деца, со посебно задоволство сакам да ви ја представам Жаклина Атеска, ученичка од Основното училиште Кочо Рацин во Прилеп. Тоа е девојчево покрај мене и нејзиното дело, првонаградено дело, ликовна творба на традиционалната средба Курирче што се одржува секоја година во Кичево. Жаклина, ти сега го си среќна поради освоената награда, зар не? Да. И кажи ми, што сакаше со твојата творба да кажеш, да порачаш на тие што ќе ја гледаат? Јас со ликовна творба сакам да кажам дека и покрај тоа дека Тито не е меѓу нас, ние пионерите, младината, целата работничка класа, ќе продолжиме неговиот пат и дело и ние ќе се бориме за остварување на неговите идеали. Евен е и на отворањето на детската ликовна изложба на тема Тито револуција во Домот на културата Кочо Рацин во Кичево. Малите раце може би невешто, но со голема љубов во срцата на своите ликовни дела ја оживеале славната борбена епопеја на југословенските народи и народности, својот Тито, својот растеж во слободна татковина. Тука, во Домот на културата, екипата на емисијата Љубопитна камера сними и дел од вечерта на револуцијата, кога во богатата културно-уметничка програма учествуваа културно-уметнички друштва, млади литерати и писатели со творби инспирирани и посветени на другарот Тито на револуцијата. А сега, нека се подготват нашите најмлади верни гледачи на емисијата Љубопитна камера. За што станува збор? А сега, драги гости и гледачи, да ги извлечеме 6 среќни добитници, кои одговорија точно на 6 прашања поставени во контактната серија Курирче. Одговорот е точен, а среќниот добитник е Јагода Митрева, улица Илинденска, 36, Кочани. Јагода беше првиот среќен добитник. Да видиме сега нашиот втор среќен добитник. Одговорот е точен, а тоа е повторно девојче, Бојковска Сузана, Ципунци или Джипунци, не сум сигурна, село Младо на Горичани, Куманово. Одговорот е точен. Тоа е Мирто Кифлија, село Скудриње, Ростуша. Ова ќе биде нашиот четврт среќен добитник. Одговорот е точен и повторно Бојковска Сузана од Джипунци, село Младо на Горичани, Куманово. Нека не ми се лутат оние кои нема да ги излечам, меѓутоа тоа е игра на среќа. Одговорот е точен, а го испреќа Оливер Ристевски, улица Дино Наредникот, зграда Б2, стан 43, влез 3, Прилеп. И последниот среќен добитник. Да видиме кој ќе биде тоа. Одговорот не е точен, а исто така одговорите треба да бидат испратени на дописна картичка. Одговорот е точен, а го праќа Ивица Љубич,
улица Ленинова, број 74А, стан 5/2, Скопје. 6 среќни добитници кои ги извлеков како награда ќе добијат книга Курирче и маичка, а наградите ќе им бидат испратени по пошта. Градот домаќин на средбите Курирче, тие 3 дена додека траеше манифестацијата, широко ги отвори своите гостолюбиви поли за секој гостин. На вашите другари во текот на средбите им се представија голем број поети и писатели од целата земја. Еден од нив беше и познатиот детски писател од Социјалистичка република Хрватска, Радко Зврко. Вашите песни се полни со ветрина и оптимизам, зборуваат за секојдневниот живот на најмладите. Како успевате на еден таков непосреден начин да го остварите овој контакт со најмладите? Ma čujte, da bi čovjek pisao za djecu, ja mislim da on mora u prvom redu biti u duše negdje pomalo dijete. To ja uvijek tvrdim i mislim da je to najtočnije. Ja, pišući za djecu, ja zapravo se sjećam svoga djetinjstva, sjećam se svojih nepodopština, nezgoda i svojih vragolija kad sam bio dječak. I tako u svakom junaku moje pjesme negdje je dijelić mene. A ja ozbiljno mislim da još nisam nikad dovoljno odrastao, da još uvijek nešto iz tog djetinjstva nosim u sebi, pa vjerojatno je tu odgovor na to pitanje. Би сакале ли да ни кажете една од вашите песни, таа што може би најповеќе ја сакате? Čujte, znate o čemu se radi? Ta moja pjesma, zapravo najbolja moja pjesma nije baš posvećena onim najmlađim. Moja najbolja pjesma koja ozbiljno mislim da je najbolja i s kojom često izlazim na tim priredbama za djecu i za odrasle, namijenjena je više onim odraslijima, tamo negdje, onim tinejdžerima takozvanim, onima koji imaju već 14-15 godina. Zove se Tvoja staza. Повелете. Čuj, kad ti je jako teško, kad te nešto strašno muči i kad ne znaš da li je gore na ulici ili u kući, daj odmahni lijevom rukom, daj odmahni desnom rukom i odlučno, čvrsto kreni za nečujnim nekim zvukom. Kreni stazom koje nema. To će biti tvoja staza. Tko zna što ti sutra sprema taj tvoj put bez putokaza, ali znaš, to je tvoja cesta što nekamo ipak vodi i da na njoj nema mjesta za drugoga, zato brodi. Ako nekad ipak negdje na lud kamen zakoračiš, pa kad glavom o tle tresneš, nemoj zato da se smračiš, već molim te, junak budi, ko da ništa bilo nije, pa nastavi svojom cestom još oštrije nego prije. A kad ti je jako lijepo, kad pomisliš da si snažan, smiri malo svoju snagu, nemoj da se praviš važan, već nastavi svojom cestom niti lijevo, niti desno, po širokom hodaj usko, ali napni se kad je tijesno. I jednog ćeš dana stići na kraj samo tvoga puta, tog ćeš časa možda biti bez cipela i kaputa, a ćeš znati tko si, što si i koliko stvarno vrijediš, da si netko samo zato što jedino svoj put slijediš. Љубопитната камера со своите најмлади домаќини од Кичево е на пат за селото Кленоец. Се наоѓаме во автобус и малку да поразговараме со најмладите домаќини, со најмладите кичевчани. Како се чувствувавте овие 3 дена како домаќини на средбите Курирче? Ние сме среќни што овие 2-3 дена во нашиот град дојдоа големи познати писатели и наши другарчи од врсници од нашата република и мислиме дека не бевме ние добри домаќини. Секако, ние како гости можеме да кажеме дека бевте навистина добри домаќини. А кажете ми, што најмногу ви се допаѓа на овие средби Курирче? Што мислите? На овие средби Курирче нас многу ни се допадна читањето на писателите со нивната творба и учениците од нашата република за револуцијата и за другарот Тито. И малите деца што учествува на игрите и хоровите, многу убави моменти, и цртежите што А тебе што ти се допаѓа?
Најголем впечаток мене ми оставија младите литерати со своите творби, потоа играорните групи, надпреварувањето во сликањето, потоа целата приредба што се одржуваше за средбите на Курирче. Така. И секако многу нови познанства, нови пријателства. Па лани јас се запознав со едно девојче Јасмина која беше ученичка од 7 оделение при основното централно училиште Браќа Миладиновци од Скопје. Со неа се допишуваме, еве има година кај се допишуваме, но не сум имала прилика годинава да ја сретнам. Секоја година стекнувам ново пријателство. Годинава се запознав со едно девојче Снежана, која беше исто така учесник во литературната секција. Ги гледавме моите и незините лични творби, таа ми раскажуваше за градот. И секако тие пријателства и познанства ќе трајат многу долго. Драги деца, предлагам сега да чуеме од еден член на литературната дружина на училиштето од Кичево една песна посветена специјално за оваа прилика за средбите Курирче. Ке не ја каже Татјана. По повод од бележувањето на 10 годишнината на средбите Курирче, јас ја напишав ова стихотворба која носи наслов Курири. Преминувајќи мостови пруги, носејќи важни вести од едни чети на други, куририте одеа така за да донесат слободата што секој ја сака. Благодарам многу и се надевам дека ќе имаме убав престој во селото Кленец, зар не? Да. По живописното патување со нашите најмлади домаќини од Кичево стигнуваме во селото Кленоец. Пред нашите очи и пред објективот на љубопитната камера пука непрегледно зеленило. Чиниш бескраен килим навезен со разнобојни цветиња. Сонцето раскошно ги растура зраците врз таа убавина. И појот на птиците е тука, и жуборот на планинскиот поток. Тука се и многобројните гости и учесници на манифестацијата Курирче, преживеаните борци од партизанските одреди од овој крај. Нивниот збор, нивното кажување за борбените денови тука на Копачка прозвучува мощно и силно. Никогаш и никому нема да му дозволиме да ни ја згази слободата. Прозвучува од секој збор, од секој стих, од секоја песна. А Копачка ги чува спомените за малите и големите херои, за делата што како аманет се пренесуваат од генерација на генерација, што секојдневно ги вградуваме во нашето живење и постоење. Пред да ја завршиме денешната емисија Љубопитна камера, драги деца, да ви кажеме кој се учествуваше во реализирањето на оваа емисија. Уредник Генади Болиновски, осветлител Тодор Трајковски, возач Коста Ристовски, музичка илустрација Виолета Којунџиска, снимател Глигор Апостолов, монтажа Елена Ивановска, тонски снимател Димче Стаматовски, соработник Камелија Шојлевска-Чирич. Емисијата ја подготви Сонја Гиздавич Исмаил.